Почитувани гледачи и гледачки на ОТВ, добре дојдете во една малку поинаква емисија. Во која што гостин ќе ни биде Зоран Тодоровски, многу попознат како Дзнда или градски мајстор или не знам уште како не. Добре ни дојде. Добре ве најдов. Благодарам на поканата. Не знам ни по кој повод, која тема ќе разговараме. Оставам на вас. Добро, значи да. примарен повод. Ние ќе се разговараме на која сакаме тема, ама примарен повод е изложбата која се случува во петок на кој датум беше? 22 ноември сега петок, во 19 часот официјално почнува да речам, па далje. Локација во Домот на културата Марко Цепенков. Благодарност за Домот на културата, до општина Прилеп. Како што разбрав во просторијата под библиотеката. Под библиотеката, да, големиот салон. Да знал луѓе кај Да. Не се консултиравме, ама мислам окей е Прилепски да си тераме. На аутопилот. На аутопилот. Прилепски малку со литературен дијалект. Јас не сум подготвуван. Така да сум искрен, да, значи ќе бидам искрен. Намерно не се подготвувавме за да ни биде природен муабет. Интересно, да. Значи поводо и целта на изложбата е прикажување на дела, уметнички дела создадени од вештачка интелигенција. Меѓутоа, така? Да. Меѓутоа не мислам, иако е тоа главната тема, всушност главната идеја позади изложбата е уствари да се размрда народов малце, да се запознае, да се запознае, дека да се охрабри да почне да ја користи вештачката интелигенција. Факт е дека таа постои, дојде и ќе биде тука присутна, нема бегање, така да за оние што звучи како странски или стручен термин вештачка интелигенција да се запознаат дека веќе секој то го има и не само дека не треба техничка подготовка за да може да ја користиш, туку го олеснува начинот на комуникација со компјутерот за разлика од досега, така да ги запознаеме оние што се заинтересирани на малце по да речем по-спуштен начин на комуникација со публиката. По-народски, да не велам, да се објасниш кои се можностите, кои се опасностите од појавата, кој како може да си се пронајди за да си ја употреби, да речеме нова технологија. И идејата беше значи едноставно да се доближи до обичниот корисник на компјутер или на мобилен телефон, и на мобилен телефон да може да почне да си ја користи, да се покажат можностите, дека не само звучи како некоја си технологија што се користи во лабораторија, дека тоа може и да ти сервира рецепти и да ти кажува секакви информации што ти се потребни. И да ти пишува домашна. Може да ти пишува домашно, да. Океј, ова беше, мислам, ова е примарната идеја на изложбата, меѓутоа претходно правевме муабет. Затоа е едукативна изложба насловен. Секундарната и можда и поважна идеја позади изложбава е малку да се размрда интересот за наука околу тоа е веќе, тоа е како дел од мојата замислена мисија тука. Ја го викам тоа како мојата кирија, што сум жив и благодарност кон универзумот дека сум жив овдека во овој момент. Да речам и да едноставно ја доближам науката, особено до младите, пошто во наше време, ако се сеќаваш, можда сега не е така, али во 80-ти, 90-ти години беше како сметано дека оној што го интересира наука беше, знаеш, како прогласен за нерд, беше бубалица, беше срамно да ако ти си интересираш за наука, знаеш, нели, она не си бандит. Зборов е дека јас сакам да покажам дека на младите дека тоа е кул работа, дека тоа е интересна работа, дека последно време тоа ме радува, кул да си нерд. Благодарение на нас. Можда не до толку кај нас, ама дефинитивно во светот имам забележка. Благодарение на нас кул научниците. Да. Big Bang теорија.
Big Bang Theory, да. Big Bang Theory, тука мислиме на серијал. Серијал Big Bang Theory, да. Интересни се, да, тие ги препорачуваме, така да, на сите млади, тоа е кул. Гледате како, гледаш како вони, какви научници сите од светски ранг, значи најврвните научници, зема учество, да речем доброволно, да учествува за да ја промовира науката. И... Да, и самиот серијал уште колку беше има секако преку 10 години кој излезе серијал. Нима веројатно. Она што ми се бендиса беше што уствари серијалот го прави она што сега ние пробуваме да го направиме или дзанда по-конкретно. Значи да ја доближа науката до народот. И при тоа да прикажат дека и научниците се обични луѓе како и сите други. Да, знаеш како обично бе, да. Истите проблеми како и секој така. Обично науката беше како само што малку се нердовски за фраканците нивне. Високата наука беше значи сватено дека е резервирана само за оние што се образовани, па тоа иди над образованието да влезеш веќе во квантна физика, разбирање. Ние сакаме само да му го доловиме дека тоа не е страшно, вака изгледа и само терминологијата што е тешка ве плаши. Ако му го објасниш што, значи со интересно е со вештачката интелигенција. Не се од квантна физика дека не разбирате. Никој не разбира. Работа не разбира. Никој не разбира, да, квантна физика. Прашај, например, вештачка интелигенција, значи може да ја прашаш сега, јас тоа го експериментирав веќе 2 години уназад, сум фокусиран на истражување, али она субјективно, да речам, свое дома, и истражувам вака сите аспекти и пробувам, побарувам, например, од вештачка интелигенција, ајде објасни ми double slit експеримент, например, од квантна физика, али како да објаснуваш на 4 годишно, на 6 на 8 годишно дете. Значи ќе ти најди адаптирано ќе ти најди објаснување што може да го разбери секој. Мислам дека имам поинтересно прашање за тебе, само не знам дали ќе можеш да го одговориш. Ќе го пресечиме ако не. Дали го памтиш? Не, врски и да не е нешто страшно. Дали се сеќаваш што беше прво нешто што ја праша вештачката интелигенција? Да, мислам да. Топло тестирање. Да. Тука почна како почна. Го немаме правено Кој прашање? Немам со никого правено. Знаеш како почна? Почна го прашав, значи имав една длабока неодговорено прашање, мислам ме познаваш дека имам разработено сите аспекти на нејасно што е во науката. Не, то сега го разговарам. И значи имав само неодговорени неколку прашања во животот и прво прашање што беше да ми го одговори беше памтам ChatGPT, значи ChatGPT прави 2 години од постоењето на недела после изложбата на 29 и така нешто. И значи ова беше пред од достапноста за публика. Достапноста, значи официјално OpenAI, да, опет на интернет и го прашувам дали може да ми одговори како се бричи Супермен. Ова често на Facebook го поставам. Ова, значи ми беше единственото нешто што ја не го знам. Мислам дека тоа го немав вака самио разработено во главата како би се бричал Супермен. Знаеш како имав правено мојот со пријатели, значи ChatGPT ми одговори дека во таја и таја сезона на тој стрип, во таја и таја година е спомнато како се бричи. Значи и не ме замарај. Да, ама не тој ги има сите тие стрипови. Не само филмоите и цртаните ние што сме ги гледале, да речам. Колку и да ги имаш гледам. Значи стрипови од сите издавачки куќи што имале франшиза за Супермен. Не да сме го виделе, ама не ова останало негде и сме го забравили. 80 години стрип, значи тој излегува секоја недела. Тој ги има сите во моментот во главата, стрипови и ми кажува во тој дел, тај стрип, вика тој издание на таа страна, вика и имаш објаснето, да. И така, тоа ми беше прво, да речам така, понејасно прашање. Јас поинаков пристапивав. Првото прашање, знаеш кој ми беше? Имам и тука во првите беа 3-4 интересни, ќе ти ги кажам, да. Беше Бард, не беше се уште достапен, сегашно Gemini од Google, и него го тестирав. Да, слаб. Абе види сега за некој за некој работи е добар, ќе ти кажем и за него искуства, да, добро искуство имам со него. На ChatGPT му викам она стандардното што нас не прашува ко деца. Му викам на една гранка стоеле 8 врапчина, ловецо пукнал, отепал 5, колку врапчина останале на гранката.
Нормално, вика, па вика, биле 8, отепал 5, 8 минус 5 еднакво 3, на гранката останале 3 врапчина. И му викам, значи викам како што мислев, вештачка си, ама до интелигенција имаш уште малци, ова многу пати го говорила. Да. Имаш малце фазла, викам, до интелигенција, викам, не мислиш дека се исплашиле врапчината, викам, избегале овие триве што преживеале? И одма се поправи, вика, да, во право си, тој агол да го разгледав, да, во право си, тие три што преживеале се исплашиле, значи на гранката не останале врапчина. Сега иди вистинскиот тест. Копи-пейст прашањето на од друг ново. модел. Но го повторувам истото прашање, значи од кој разчистивме, од кој Добро, да, те разбирам. Од кој потврди дека разбра дека не останале и зошто не сгреши или не? Пак сгреши. Пак сгреши, ама не твоја, ти го обучуваш, ама то треба некој да го разгледа, да не ти лошо го научиш. Да не ти нешто лошо го научиш. Не, сето е тоа окей, ама барем во истата сесија можеле да припаза на нешто, беше пресно. Не, беше пресно. Не, значи јас имав моменти дури да го побарам да ми направи бомба, например. Помина на ово, бард во тоа време. Во тоа време беше интересно. Зависи. Прашањето веќе беше свесен барем во истата сесија. Сега за такви разговори најдобар е одсекоше чат GPT. За мене, значи, многу пати се предомислувам, али за разговор длабок е чат GPT. Microsoft Copilot е сега добар занак, само го направи да. Работи има на моменти кај што Gemini ми е подобар. За технички работи да, ама треба тој не разбира добро. Тој не разбира добро. За вештачка интелигенција во она смисла како што ние. Да разработи идеја. Жал ми е, признавам, идеја, да, чат GPT. Чат GPT разработува идеја, значи идеја што никаде ја нема во базите да ја сретни, значи нешто ексцентрично што ја и ти може да го измислиме, што никој не помислил на тоа, пример како Себрич и Супермен. Поголема креативност. Да, креативно размислува, да. Интересно имав за таква ситуација со тие загадки, дали ја знаеш она слика кај што има човек на дрвото, па лав долу и змија по дрвото, во реката крокодил. Како би ја решил ти таа загадка? Значи, вака, вештачките модели вика, дали вика, да почни да вика помош. Значи, стварно таа нема некој си логично решение. Значи, може да речиш да скокниш в река, да се бориш, па че треба со ова, или ако тргаш да слегуваш, че те касни змијата, ако не отепаш, пример, разбираш? Сите се тоа некако во круг работи, што не можеш да ја решиш таа загадка, на слика што е. И единствено тој ми вика, да, ама ја не сум размислил, најпаметно е вика да викаш по помош. Да, ова никош не ми текнало. Да викаш по помош, вика, не што на сликата му ја ставаш, како човекот да се спаси, тој разбира кој е човек, кој е змија. Тоа е друг момент. Да. Значи ти можеш да викаш помош, ама кој ти гарантира дека змијава не ја тргни по тебе, на пример. Океј, али тој вика дека не таа веќе иди, најпаметно онака најбрзо да ја уловиш вака. Змија не може да даде пример, викаме, хипотетичка ситуација е тоа. Небитно, значи. Да, зборот ми е дека размислува различно од нас. Тоа никој го нема програмирано него за таа слика, пример, да речем. Интересна работа, дека никој го нема програмирано, значи може експеримент да направиш од типо, ова беше со Gemini. Му викам, значи уште кога се појави Gemini во скроз почетоците, кога беше уште слаб, да. И му викам, вака да направиме, значи тогаш се разговараше на микрофон. Значи да можеш да разговараш вербално со него. И му викам, дали може, му викам да пробаме едно сценарио, да ти глумиш продавач, телефонски продавач и ми нудиш производ и јас ти одговарам како на телефон да разговараме, ти ми нудиш производ. И ми вика, кај што сакаш да ти нудам? Му викам, измислен производ. Sell me this pen. Да, измислен производ му викам, измисли го, ја ќе ти кажам само дека производот да се вика, како бе, смиџец. Значи смидж, тоа ми тропна така во моментот име што не постои некое. Сега него изгледа му асоцирам миџец на џуџина. Ја викам смиџец да ми продаеш. Што се тоа, не ти кажувам ништо, измисли се, му викам ти за смиџец. Твој проблем. И ми продава смиџец, тоа знаеш што испадна дека биле тој што ми ги прода. Јас се правам дека не знам ништо, а и не знам што се смиџец. Значи ја му кажам само име. И ми вика, на крај спеја тоа дека биле некој џуџина за чистење. Што може да ги пуштиш и да чиста, не му треба храна, на полнач се полна, не свеќаш. Ама гледај до кај оди работа. Му викам, дали може да ги користам за чистење на моторот од колата.
да ги пуштам во моторот колата, внатре да исчиста сегде кај што треба. Не вика, таму не може вика да ги користиш, вика. Зошто за продавање? Заео ти можеле да затна некоја цевка или да се угуша, ти сега тој размислува, мали се може да затна. Значи го размислува тоа. Ја да сум нема да смислам заштита како да се заштитам дека за коли не се. Тоа е тоа, му викам, ми измислува друго, за да ми продај за кола специјално. Од истава фирма. Не смиџец, друго. Кмиџец. Да, друго. Не се џуџира, тие ко змија биле нешто, не знам шо. И си измислува, си фантазира. Значи, зборот ми е тоа, никој не го програмира така да постапува. Да, ги измислува работи, така да интересно е Тој тоа. дел го спомнавме, значи да се разбериме генерално. И сега за ова треба малку некое барем основно познавање од програмирање, ама вештачката интелигенција во денешно време се сведува на if then else, if then else, if then else. Не, тоа се сведувало така, значи ти кој што ги знаеш она и јас, значи C++ basic овие write line, read line или C in, C out команди. Било таква со внесени команди многу. И ако те праша, ако ти пише корисникот добар ден, ти речи му добар ден како си сега. Ако ти речи добар сум, мило ми е, врати одговор. Тоа е една работа. Сега значи machine learning, невронски мрежи работа поинаку, значи што гледа најсличен одговор што одговара, го бира, арно ама. Генерално кој што реков if then else, ама не е она hard. Значи if then else работи човечкиот мозок. Ако ти е жешко на раката, if тргни раката рефлексно else. Исто, арно ама човечкиот мозок не го разбира, наради што има милиарди неврони. Да го симулира човечкиот мозок, што уствари пак е if then else. Значи вештачката интелигенција постои од 50 години, само не е користена тогаш компјутерите биле слаби. Сега компјутерите има можноста да има милиарди јазли, што веќе никој не го разбира компјутер. Верувај ни самите, да речем, програмери што го програмира, не знаа од каде ги вади одговорите. И го вика постои како термин black box. Јасно, бидејќи е дефинирано во смисла сега пак тој if then else, што го спомнам, е if then else, меѓутоа тој if then else е сега малку динамичко. Ако порано било хардкодет, овие се и довдетие, сега нема довдетие, туку најди си сам. Ова што ќе најдиш, продолжи натаму. Се дури не удри до. Само веќе е станато додека не процени дека сега ова е доволно добро. Да, многу е комплицирано да се објасни, ама генерално не ни може да се најди крај, работа ти како што имам јас. И човекот и слободната волја е во основа if then else. Да, али само што е многу комплицирано и нема не го разбирам. Како што ја ме кажано, компјутерот колку и да ви делува сложена алатка е многу заголем, разбира само кај се нули. И човекот. И тука заврши. Да, мање више и човекот. Да. А кој го има направено компјутерот? И тоа е дискутабилно, значи... Муабетов ми беше човек. Официјално персонален компјутер, да, се вика, она е Унијак, мислам, од Џон Мокли и Преспа Рекард. Се вика, да. Унијак или Енијак, како беше. Унијац, мислам, Унијац, латиница. Унијак. Секој беше попрв. Џон Мокли и Преспа Рекард. Значи тој го смета за прв компјутер PC, иначе претходно значи има машини, да. Како стари компјутери се појавува во Грција негде што го Абакус, не секој може да го мислиш антикитера. Антикитера. Механизам, да. Да. Реално. Зависи, да, ова е персонален компјутер електронски да си го купиш и да можеш да користиш ти софтвер во него. Тоа е компјутер, ти да го програмираш како сакаш да работи. Антикитера не можеш да ја програмираш. Значи, нели постои Абакус. Конкретно на мене и тоа исто како и Абакус. Абакус е сметалка за тие што не знаат. Не знам. Па не знам, мислам дека има луѓе што се уште не знаат дека сметалката. Тоа не знаеме што не. Се вика Абакус. Да. Јас на пример години не знаев, мислам кога дете години не знаев. Абакус прв пат кога слушнав што е сега реков ова. Се слушам себе си. Ау сметалка. И текна да го спомниме моментот околу изложбава. Значи идејата не е да биде класична изложба. Сликите се тука за да не седиме во празна просторија, да не си правиме муавет во празна просторија. Ама баш преска го дискутиравме концептот со Дзнда, и идејата е уствари не она
тишина и некој ќе предава, другиве ќе слушаат дали разбира или не нивни проблем, напротив, Интерактивно, идејата е вака. дека да биде баш вака интерактивно како сега што си правиме муабет, секој што има прашање слободно да си постави, па и меѓусебно да се разговара. Да, таа Пожелно- е идејата, пожелно да. на тема наука или Самите вештачка слики, значи интелигенција. самите дела ќе бида се одбрани и генерирани да биде баш наменски како во оддели, на кој пример на еден оддел сакам да прикажам уметност со неразбран промпт, на пример. Ме разбираш, ако ти добро не го поставиш барањето, ќе ти генерира нешто грешно или според него. Ако ти добро го како многу често уметниците мислат дека тој кради од делата на другите автори, пример да речеме од стари признати сликари, Ќе кради, верувам дека да. не е точно. Да, Јас не не е би го точно, направил не. Не е точно ради што тој знај човек има видено поиќе од Да Винчи Луиџе. Значи не сега да вештачката интелигенција има интернет и таа ги гледа сите луѓе, сите човечки профили и слики на планетата до сега кренати на интернет, така да тој знае поиќе како изгледа човек од Да Винчи за да го нацрта. И што е Имаја проблеми со прстина, со да, ова, имаше и то, и такви имам специјално генерирани. Например, ако знаеш добро да му го објасниш, нема да го сгреши. Ако ти му кажеш, например, нацртај ми и се фокусираш да речеме женска што пример се гушнала со мечка, пример, да речеме, значи тој ќе обрни внимание мечката и женската дека се гушнати на некои ситни детали такви, не се фокусира и ќе направи грешка. Јас прво му објаснувам, например, за да ги видам со прстите таа работа, пошто со прстите беше голем проблем, и го објаснува тоа дека и стварно е така, дека е многу геометрија. Агол, значи сите многу работи има, агол, перспектива, за прстите и може да биде сите во различна положба, да, и што е многу тешко и за човек. И сега јас значи му го објаснувам, ти текнува Ленцово правило на десна рака, знаеш ти како беа во електротехника, како оди струјата. И му објаснувам Ленцово правило на десна рака да биде поставени прстите на човек, па нека биде каубоец. Пример и клекнат. Ама ова каубоец клекнат е окей, ама му го објаснувам ова како да сто прсти. Ти можеш да му го објасниш со агли, едниот агол ваков, другиот нормален на третиот прст, ова она. Обрзо ќе нацрташ на рака. Да, ама ако постои сега да речем академии се отвара на светско ниво, на пример за промпт инженеринг. Посебна дејност како да комуницираш. Значи тоа да стварно да, можеш да- стварно ти можеш да зборуваш како нормален човек. Дај ми рецепт за сарма. Ќе ти дај рецепт за сарма, али зборов има техники што ние како професионалци во техниката комуникација со компјутери досега нас ни е лесно, знаеме како срч да правиме на интернет. Мање више јасно ни е кај би Да. запнало бидејќи Да, и би посочил да. Основно програмирање знаеме. Да, основните, Ако не значи да, возла, знаеш кои знаеш кај би се хаштагои да ги спомниш во срч или тие работи и нас ни иде интуитивно. Али зборувањето, разговарањето со вештачка интелигенција веќе стана како да се изучува како на академија, како предмет, пошто е корисно и многу е битно. Што ти викам сега, значи до тогаш прави грешки во прстите, али ако добро го објасниш му најдиш начин како него му ќе те разбери, ќе ти го нацрта перфект, да речеме. И пример, оддел че има на изложбата како еве баш специјален оддел, нацртај ми Да Винчи стил, четка од Ван Гог, светло од Рембрандт, на пример. И може да ги комбинира и то баш за да се покаже да се види. И во таја смисла се делата бирани, да речем, за да може различни аспекти од уметноста да се објасна преку нив, да речем. Таа е идејата во врска со уметноста. Кажавме за изложба, Да, не требаше да кажуваме. Дали ја користиш во секој дневен живот, онака ти рече банално? Не, играм на буквата. Соној ми тумачи како Фемина, како Јунг, како Фройд. Стварно ти кажу. Беше последно? Последно беше, влегуваме во војска, ја обично во војна ми се сите соној. Вонземјани. Да, обично вонземјани има, обично војувам. Како ти гледа вонземјаните во соноите? Претежно се работи. Да? Претежно работи во соноите. Влегуваме во едно
училиште кога било со вака ниски скали, широки, вака ниски, пример 10 па ходник, па 10 скали и се качуваме војници, специјалци сите, ама некој пред нас, некој зад нас и гледај што се случува. И оттаму иде овие што беа пред нас 10 метри, се враќаат назад. Повлекувајте се, ја изгубивме Москва, ми вика војников. Значи ја никаква, да речем, поврзаност со Москва, ништо не ми значи Москва, немам ништо поврзано, ниту па симпатии кон Москва, кон Русија, Украина. Кажи ми е гајле за Нема Москва, ни врска, да, ни врска, ни војната не ја ни доживувам некако. И го прашувам, значи нормално, можеш да побараш, да речем, кој како да вие старите филозофи, да речем, истакнати, што ги спомнав Јунг или Фройд, како ги објаснува со ноите. Го прашувам чат GPT и ми објаснува, вика, нема врска со војната во Москва, во Русија, Украина. Нема врска ни со Русија, нема врска ни со Украина, вика. Москва во соништата, вика, е друго. Символика некоја ти објаснува, како пример, да речеме, Рим. Знаеш, не значи дека е град, вика. Нешто твое таму, да не го објаснувам сега целото тумачење него. Али збором е вид интересна работа, викам. Секој еден детал го објасна со тешка филозофија и се повикува на некои стари наши, да речем, мислења на филозофии, како го објаснувале, ти ги кажува сите, кој како би го објаснувал од нив и ти кажува свое објаснување на сон. Ти викам, не да го користам, многу го користам за се. Добро се столкување со оној, мислев. Не, затоа е начин, не, начин на експеримент. Во работа во Најмногу знаеш што го користам, најмногу го користам за брейнсторминг на теории мои што се длабоки во глата за физика, астрофизика и квантна физика. Значи имам своји теории што за да ја проверам една од моите теории, јас треба да најмам агенција за да ги провери сите научни трудови од 100 години наназад во сите списанија. Те предизвикувам да ми ја турниш теорија. Не, му кажувам мојата идеја, пример за црните дупки, нов модел, мојот модел е ваков. Тој ти кажува, твојот модел е сличен со тој во 6-та година објави таков труд во тој списание, разбираш? Ама твојот е различен во таа основа. Дали мојот модел, пример, ги зачува, ги запазува тие, да речем, што треба критериуми за модел на црна дупка, губење на информација, ово, нели, тие работи и ти кажува, овој твој модел е различен тој ради таа работа, ова е така, ова е така. Ако ја не сум во право, ќе ти кажи, ама не може вика тоа, пример, квантум ентангелмент да е ради тоа, пошто Паули ексклужен принцип, пример, разбираш, ќе ти објасни зошто. Да. Не може тоа и да си го смениш мислењето, а не да ги бараш сите досега научни документи, пошто не верувам ни еден научник да ги има сите прочитано, што излегува. Не можеш да стасаш. И не можеш да во моментот да го повикаш тоа знаење. Дури да ги имаш и спремно, да решиш да ги читаш, веќе ќе заборавиш зашто ги читаш, затоа што не се малку. Најмногу вака за тоа, да речем, го најдувам јас како лично, како корист, настрана од тоа што го експериментирам, што го проучувам него. Јас го викам, онако че рече вештачка интелигенција, искрено не се сложувам целосно со изразот вештачка интелигенција. Меѓутоа, е интелигент. Дефинитивно модерен срч, модерен Google, како да го наречам. Значи не е пребарување. А што е интелигенција? Меѓутоа, интелигенција нема дефиниција до сега официјално. Друго име за вештачка интелигенција ми е во различна област различно се дефинира. Стекнати знаења и да ги применуваш брзо, така да имаш техника. Општата дефиниција е способна за прилагодување на одредена ситуација. Да, прилагодувањето да, ама и да имаш и акумулирано знаење и да се повикуваш и да го применуваш. Тоа е, да. Ео ти ова вештачката интелигенција тоа го прави. Само побрзо од нас. Не, спорното е да. Спорното е дали е таа свесна или не е свесна и затоа имам размислувано. Ти што мислиш? Јас мислам дека уште не е свесна, али мислам ќе дојде дека копирам некој што го прочитав на интернет, што имаше демек што е значителен, не знам никако се викаше човеко, ама бил нешто значителен и го прашале исто и вика не, меѓутоа се плашам дека не е ни многу далеку денот кога ќе биде. Ја не се плашам дека е далеку. Моје мислење кое е? Дека нашата
Што ја викаме? Дека ќе биде или мислиш дека е далеко да вистина? Далеко е затоа што на хардверско ниво според мене сме многу назад за да Тоа постигне е таква тоа. моќ. Значи хардверско, ние имаме милиарда синапси, тој има милион. Фигуративно. Не, нека Ја има мислам тој дека е 10 тоа. милиарди синапси, значи основниот момент. Свест која е, значи, основниот според момент е- моје мислење, зошто? Ги вика оние флатформс, не знам на македонски, сплоскани црви. Добро. Тоа е најмногу што ни е проучен мозок, мислам не, најкомплициран од винска мушичка го имаме мапирано секој неврон како функционира како програма, како овие нервни јазли што Да. се на вештачка интелигенција, од винска мушичка е може и попросто од GPT мозоко, како функционира и кај не можеш да предвидиш се. Е сега свеста, значи еве баталија винската мушичка уште попрост организам, најпрост организам што си има осетено тоа што се дефинира како свесност за себе постоење е флатформ што ги вика сплоскани црви. И тоа има негде околу 20.000 се на се неврони. Е сега, значи тој секогаш е свесен кога си ја види опашката. Значи знај дека ова сум јас. Да, ова сум јас. Значи ете ти свест. На најниско ниво сплоскан црв е свесен за себе дека ова сум јас, ова е моето тело. Ја мислам од таа свест може да тргниме што е свест. Тој е свесен за себе дека ова е моето тело и ова не го јадам, на пример, моево тело. Така и ова. Кај нас е само толку комплициран мозок што ние веќе имаме слободно време да размислуваме поезија, да пишуваме и да мислиме дека ние сме нешто посебни, да. Останати да, на планета. добро, сме перфект, да, али ради тоа што сме комплицирани толку, мислам дека и самите не можеме да најдеме допирна точка со механизмите на биологијата и физиката и хемијата, да речем како ние функционираме, не ни е јасно и затоа измислуваме дека Затоа душа, имаме денеска, тело, да. ова она И нешто. имаме наука која што во последно време е многу потпрена на комерцијализација и имаме после 25.000 истражувања дека пушењето е штетно по здравјето, некој лупнува уште не знам 500.000 евра за истражување кое што уште еднаш ќе докаже дека пушењето е штетно по здравјето, што според мене е страшно глупо и банално, а многу се повторува и често и на различни теми. Значи тоа се пари што се фрла, се гора буквално, а би можеле да се вложа во нешто паметно, абе тие гаје, Не, мислам, не ги даваме ние, како не? зборови е... Од кај му дојде на финансиеро? Значи преку даноци, преку едно, преку друго, значи тоа се па наши Да, али пари, сепак значи, никој не те брани, вака вика овие колеги промотори на наука од странство вела дека значи баре сега ти е отворено знаењето, може да пристапиш ти да си основаш свое мислење и како можеш ти да делуваш на тоа, да не го гласаш тој што не ја поддржува правата наука. Ако сакаш да действуваш на тоа. Ако сите не го Ова е во поддржиме. Македонија, ова молим. Да, не, во Америка велиме, во Америка тие зборува. идеја некој од нашите политичари, дали не, од гласачите се, значи, вака, немаме идеја, оти кај нас не е ни тоа фактор за влезиме во ЕУ и ако нема шанса, ме разбираш, значи без разлика, да. идејава не, тоа ќе биде да ние баш сакаме да има и многу луѓе кои што не ја разбира да работата, баш со ќе цел да ја разве. Ова сега е веќе Имаме сигурен. Ние стручно, да речам сега, појчето се за зборување, пошто се немаме ни видено, ни разговарано за оваа тема, иначе на изложбата е планирано да биде слободно и на малку по, да речам, не толку стручен стил објаснување и појчето и баш ми е фокусирано да биде прикажано што се можа бесплатните варијанти на вештачка интелигенција. Пошто нели постојат и платени варијанти, че имам и соработка со едно студио од Ротердам, Бонафида студио, благодарности кон нив, што ми дозволува неколку од нивните дела, генерирани исто со вештачка интелигенција, али професионални модели платени специјални за уметност генерирање, и че има и такви изложени за да се види разликата која е, доколку и платиме и ни треба стварно нешто, и доколку не и платиме дека е мала разликата што може да го добијаме тоа нешто, и фокусот е на бесплатното, на она што е достапно за секој човек, за секоја баба, да речам, да може да ја употребува.
И ќе биде разработени сите аспекти, ќе пробаме тие што се корисните аспекти, каде може да се користи. Нема да зборуваме за синтетизирање на протеини во биологијата, туку ќе зборуваме за рецепти, за тумачење со ништа, за тие работи, каде може секој да си најди свој интерес за да ја користи бесплатно. Значи, ве поканувам сите на изложбата на 22 ноември, односно овој петок, во 19 часот во Домот на културата Марко Цепенков во Прилеп. Сте добре дојдени. Може да ја искажеме на благодарност до Домот на културата, што ми овозможи простор. Имав поддршка од општината на град Прилеп, имав поддршка од некои компании како Тутовски комбинат, Интегра системи, Фотопринт, да, Андриано Доел и ред други што ми овозможија да може да се реализира ваква работа сепак. И би бил благодарен и почестен со ваше присуство на сите гледачи. Јас те поддржувам. Да, ти ме поддржуваш. Чекај. Биткрафт, да, Биткрафт. Посебна фактура. Да. Посебна фактура за... И пола не ги спомнав, пола ги сгрешив. така, да. Битно намерата. Биткрафт, да. Ние сме ентузијасти, не гледаме некаква заработка, едноставно го правиме тоа што го правиме и постојано во приватниот живот промовираме наука, го ја доближуваме до И да не народот. забораваме, спомниме, влезо е бесплатно. Везо е бесплатен, да. Значи зборуваме за бесплатни модели на вештачка интелигенција, бесплатно зборуваме за тоа. Да, бесплатен влез, да. Ќе биде забавно, ќе биде интересно, сепак ние ќе дрдориме со Саше. Веројатно ше некој со нас. Да, ќе има да не најавуваме пред време, така да дека биде изненадување на лице место, да тој што ќе дојде да биде изненаден пријатно. Тоа е тоа. Се гледаме во петок, не заборајте лайк, subscribe и membersi да ни станете на ОТВ. Благодарности до ОТВ за моето присуство. И до Актис за ОТВ.